Видовме во неколку НАТО сојузнички дека ова користење на социјалните медиуми и ширењето пропаганда се всушност алатки кои што треба да ги подкопаат демократските институции. Тоа се алатки што се мешаат во домашните и во политички процеси и секако тоа не е прифатливо. Треба да одговориме на ова на неколку можни начини. Дел ова е да се одбранат нашите сајбер мрежи, но дел од реакцијата е и да се одговори на пропагандата и на лажните информации што ги гледаме. Јас сум уверен дека најдобриот одговор на ширењето дезинформации и на пропаганда не е контрпропаганда. Всушност, ова е факт. Ова е вистина, треба да ги шириме фактите и вистината затоа што тие ќе преовладаат. Имаме факти, имаме отворена дебата, а за тоа исто така ни е потребни се слободни медиуми, потребни се новинари кои што ќе ги проверуваат своите извори, медиуми кои што ќе имаат различни ставови за иста тема и кои што ќе разгоруваат отворена дебата. Вистинските вредности на НАТО се владење на правото, се вкупните слободи, права, демократските процеси, меѓу кои и слободата на медиумите. Ние сме горди што успеавме за една година да слободата на медиумите ја поместиме од 109 место на 95 место, 14 места скок и верувам дека уште многу треба да работиме да го подобриме тоа, но и слободата на медиумите, како што реков, ти ги носи и лажните вести. Ние ги следиме сите процеси кои што НАТО ги почнува, како НАТО земјите членки се подготвуваат и дават успешни модели, така и ние ги пременуваме. Одреден дел од институциите веќе работат на cyber security. Значи, тоа се Министерство за внатрешни, Министерство за одбрана, Министерството за информатичко општество и администрација, како и Министерството за правда. Знаете дека еден дел го работиме заедно со Сдруженијата на новинарите. Во тој дел дефинитивно веруваме дека вистинските факти преку брза реакција на самите институции се најголемата алатка, како што рече генералниот секретар, за борба против лажните вести и ќе продолжиме на тој начин да бидеме респонзивни и брзо да реагираме со вистинските факти, затоа што некогаш лажните вести може да нанесат голема штета на одредени процеси, на личности, на институции и така натаму и така натаму. Како идна земја членка на НАТО, комплетно ќе бидеме адаптирани со сето она што представува позитивно искуство од нашите партнери, од Алијансата, затоа што сме земја во развој, има многу поразвиени земји кои што имаат одлични искуства, ќе ги пременуваме. Но овде ни треба и соработката со медиумската заедница. Верувам дека ќе ја имаме, за сите заедно да придонесеме да бидеме уште подобро демократско општество за сите.